Ајде, раскажи ми волшебна приказна. Ке ти раскажам. Неверојатна приказна. Си бил еднаш еден старец. Тој со својата жена живееле крај брегот. Биле сиромашни и живееле во стара кукичка. Еден ден старецот ловел риби и уловил златна рибка. Таа му рекла: ако ме пуштиш во морето, ќе ти дадам се што сакаш. Старецот се исплашил и ја пуштил златната рибка во морето. Отишол дома и раскажал на жена си што му се случило. Таа му се развикала: будалиште едно, празна црпко, веднаш да одиш и да побараш од златната рибка, да ти даде првено корито. Види го нашето, целото искршено. И ја послушал старецот? Да. Се вратил крај морето и ја замолил златната рибка да му даде едно корито. Кога се вратил старецот дома, таму веќе било новото корито. Бабата пак го искарала и му рекла: будалиште едно, празна црпко, можеше и една нова куќа да побараш од рибата. И видел, не видел, старецот пак се вратил и ја замолил златната рибка да ја исполни желбата на бабата. Кога се вратил дома, не ја препознал новата голема куќа. Но бабата пак не била задоволна. Зошто? Не сакала да биде селанка, туку да биде од господски род. Кутриот старец пак ја замолил златната рибка и таа го послушала. Кога се вратил старецот дома, бабата не го примила, затоа што не сакала да има работа со селанец. Таа веќе станала богата господарка, па старецот го ставила да биде конјушар. Но тука не застанала бабата со желбите. И што уште посакала? Го пратила повторно старецот кај златната рибка. Овој пат сакала да стане царица. Рибката му ја исполнила и таа желба. Старецот веќе не можел да се доближи до мокината царица. Ја чувале со стража. По неколку недели царицата го викнала старецот и го натерала да побара од златната рибка да ја исполни уште една желба. Сакала да биде господарка на морето, а златната рибка да биде нејзина слугинка. Леле, ама чудна желба. Рибката се налутила, плеснала со златната опашка и потонала во морето. Кога старецот се вратил дома, ја нашол својата стара куќарка, а бабата го гледала старото искршено корито и плачела од мака. Значи тато е во прав кога се нервира, што мама сака поголем стан. Па сега не треба да се биде ненаситен.